Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Се ова претходно што кажав, чувството за ниска вредност, чувството за вина, ниска самодоверба, немање здрави граници, незнаење да се каже не. Сето тоа не доведува во состојби да играме разни неавтентични улоги, да играме улоги кои што воопшто не сме ние. И тие улоги најчесто нам ни прават голема штета. Имаме многу улоги, меѓутоа јас ќе ги споменам овде улогата на жртва, улогата на спасител, улогата на прогонител, кои што се некако поврзани една со друга. Кога ќе ни се досади да бидеме спасител и жртва, ние стануваме господар и прогонител. Кога ќе престанеме да даваме безрезервно, ние влегуваме во улога во која што бараме тоа што безрезервно сме го дале, безрезервно да ни се врати. А тоа никој не го барал од нас. Нашите улоги на жртви, спасители, прогонувачи, контролори, на луѓе кои се мешаат во туѓи животи, на луѓе кои се знаат најдобро, улоги на учители на сите, над сите, улоги на мајки и родители, ако не се адекватни на ситуацијата и личноста со која што сме во одреден однос или во одредена комуникација, едноставно покажуваат дека нешто длабоко во нас боли, дека ние не знаеме како да го артикулираме тоа, дека нас нешто ни треба. Ако сме во улога на жртва, тоа значи дека многу работи не сме расчистиле, многу работи не сме разрешиле. И многу често тогаш да го споменеме на чувство на вина, или се обвинуваме себе си, или ги обвинуваме другите, или прифаќаме другите да не обвинуваат, другите да не искористуваат, другите да не се заземаат за нас, несвесни дека ние им дозволуваме така да се однесуваат, дека не е нивна работа да се заземаат за нас, за нашите права, за нашата благосостојба, за нашиот убав живот, за нашиот професионален ангажман и развој, за состојбата и односите со пријателите, роднините во семејството. Сето тоа е наша работа. Освен нели кога сме навистина безпомошни, па кога бараме стручна помош за некои работи, кога ни треба некој кој што ќе го излечи тоа што е болно. Се дотогаш и изборот да бидеме во улоги на жртви, спасители, мајки на сите, луѓе кои што знаат се, кои треба да имаат контрола над се, кои имаат очекувања од другите, тоа не води никаде. Уште подолу не повлекува и уште повеќе не потиснува. Жените кои имаат здрав однос кон својата женска енергија, кон својата женскост, женственост, не се жртви, не може да бидат жртви, затоа што знаат кои се, затоа што ја живеат таа своја енергија, затоа што го живеат со радост животот и се разбира, тоа не е 24/7, не е секогаш, не значи дека нема понекогаш да завлеземе во сите овие улоги, меѓутоа доминантно е свесноста дека ние нити сме жртви, нити сме дојдени овде за да спасуваме некого, нити да прогонуваме некого, нити да контролираме. Дојдени сме да си го живееме животот, целосно исполнето со се она што сме, а ние жените особено, со таа женска енергија, со таа женскост и женственост, која не ни е џабе дадена. Не ни е дадена да ја трошиме на тоа да играме улоги, туку да бидеме колку што е можно повеќе автентични жени и да се враќаме кон својата суштина, кон својата длабочина, кон она што во суштина сме и од секогаш сме биле. Сето ово може да го препознаеме најдобро според тоа како зборуваме, што зборуваме, кои се зборовите, кои најчесто ги користиме. Зборовите имаат магична моќ. Треба да внимаваме што зборуваме. Другите се одговорни за тоа што ќе чујат, како ќе разберат. Меѓутоа, ние сме одговорни за тоа што зборуваме и начинот како го правиме тоа. Зборувањето е вештина, уметност. Различни луѓе кажуваат исти работи на многу различен начин и тие различно звучат. Ние сме одговорни за тоа дали користиме зборови кои не демотивираат, кои не враќаат назад, кои не оддалечуваат од себе си, од жената во себе, дали се обезвреднуваме, критикуваме, осудуваме, навредуваме, дали тоа го правиме и со другите луѓе. Велат дека како мислиме, така и живееме, така креираме, така создаваме, тоа манифестираме, како сакате наречете го. Меѓутоа, сигурно е дека она што го зборуваме има огромно влијание врз текот на нашиот ден, на нашиот живот и врз тоа како ние се представуваме пред светот, пред себе. Дали сме само научени да повторуваме такви зборови кои што не влечат, кои што не оддалечуваат, кои што најмногу нас не повредуваат, да додаваме придавки епитети од страшно, невозможно,
Многу тешко, никогаш повеќе. Зошто го правиме тоа? Многу е важно и како молчиме, односно кога молчиме. Многу често не зборуваме, не го кажуваме тоа што го мислиме од една страна, за да биде мир во куќа, за да задржиме некого, некои односи, работното место, да не ни се налути некој, да не повредиме некого. И тоа е лицемерно. Тоа не значи да одиме и да им се изнавикаме, да ги изнавреѓаме луѓето, да ги ставиме во тесно, да се испразниме само себе си, затоа што кога викаме и кога вреѓаме, другите не ни слушаат. Значи да умееме одмерено да го кажеме тоа што имаме да го кажеме, без очекувања и без тоа да сме одговорни како ќе реагира другата личност, дали ќе го чуе, дали ќе не разбере. Наше да си го кажеме тоа што имаме да го кажеме, без страв, без срам, без очекување дека тоа ќе остави некакви последици. А ако остави, тогаш да бидеме подготвени на тоа. Исто е со молчењето. Ако ние молчиме затоа што угодуваме некому, да не се расправаме, да не влегуваме во конфликти, ништо лошо нема во конфликтите. Од конфликтите многу често се добиваат многу креативни решенија. Треба да се знае, да се умее, да се молчи. Понекогаш молчењето зборува многу повеќе од зборувањето. Понекогаш можеме да молчиме само со луѓе со кои што сме најинтимно поврзани. Меѓутоа, тоа е друго молчење. И не зборувам ја за тоа. Зборувам за тогаш кога сме принудени да молчиме и кога молчиме за да добиеме нешто. Има едно прашање кое мене многу ми се допаѓа и вели: каде одат замолчените зборови? Каде? Каде остануваат тие кои што се занимаваат повеќе со тоа? Велат дека замолчените жени најчесто имаат проблем со тироидната жлезда. На нашево поднебје се повеќе и повеќе жени имаат проблем со тироидната жлезда. Јас не сум медицинско лице и не тврдам дека тоа е единствената причина. Но што ако тоа има многу големо влијание? А тврдам дека на нашите простори жените се уште многу молчат. Но тоа е наша работа да го смениме тоа. И не на машки начин, не со агресија, не со напад, туку нежно, мудро, женски. Затоа што на крајот на криштата за тоа и ни се дадени зборовите. Спомнам и следното, тоа е нашата целина. Ние, како единство меѓу умот, телото и духот, нашето физичко тело, кое што исто така е слика и одраз за тоа колку сме ние здрави, колку се грижиме за тоа тело, колку инвестираме во него, како се храниме, дали вежбаме, колку време си посветуваме на себе си, а сето тоа е врзано со нашата женска енергија. Ако сме ние свесни за нашата енергија, ако се чувствуваме убаво, ако се чувствуваме женствено, тогаш ќе имаме и желба и потреба да го правиме сето тоа, да си обрнуваме внимание, да се храниме здраво, повеќе да шетаме, можеби да вежбаме и да го одржуваме нашето тело и сликата за себе онака како што нас ни се допаѓа. А кога се чувствуваме неубаво, кога сме тажни, не мора да сме само во машка енергија, тогаш најчесто тоа се гледа и по нас. Не си обрнуваме доволно внимание, се запуштаме, што би се рекло народски, не внимаваме на исхраната, не внимаваме на тоа колку се движиме, не внимаваме на тоа на што ја расфрламе и трошиме енергијата, или само ја потиснуваме и така и делуваме потиснато. И женската, и машката, и тој баланс, целата наша животна енергија мора да струи низ нашето тело и да излегува, и да сјае, и да се покажува во светот. Не за да биде покажана, туку затоа што има потреба да излезе, да биде споделена и да делува така како што делува врз другите. Да облагородува, да радува, да гали, а не да предизвикува сожалување или пак фрустрација или бес или гнев. И нашата женска енергија не може да функционира без машката енергија во нас, меѓутоа и без машката енергија кај нашите партнери и општо надвор од тој баланс на машко-женска енергија. И тоа најдобро се гледа и преку односите со другите, преку односите со родителите, дали ние сме во добри односи, дали умееме да разговараме, да ги сакаме и почитуваме за тоа што се, особено ако имаме малку повеќе години, дали тоа сме го разрешиле, расчистиле, простиле, прифатиле. Потоа односите со нашите деца,
со кој се знае до кога сме ние во улога на родители, во кој период таа улога е се помала, тоа не значи дека завршува, дека поминува, меѓутоа се повеќе треба да се повлекуваме, да оставаме простор, да бидеме родители, меѓутоа исто да бидеме пријатели, особено кога нашите деца се возрастни луѓе, да не им останеме за секогаш онаа мајка која се тресе над своето мало дете и која сака да го контролира неговиот живот, затоа што тоа е невозможно, а така децата ќе ни се оддалечат, колку повеќе им ја кратиме слободата и очекуваме да живеат според нашите желби и потреби, толку ќе ни бидат подалечни, а тоа не го сакаме, нели? И односите со нашите пријатели, односите во организацијата каде што се наоѓаме, дали преземаме премногу товари, дали сме им родител на сите, дали сме им советодавач на сите, дали сите ги спасуваме или пак сите ги обвинуваме, постојано ги напаѓаме. И едното и другото покажува дека нешто не е во ред. Тогаш, кога ќе бидеме во мир со себе, ќе бидеме во мир и со другите, независно како и да се однесуваат. Тоа не значи дека само ќе трепкаме и ќе насочуваме сета наша прекрасна женска енергија, додека другите не вреѓат и повредуваат. Не. Тоа значи дека најчовечки, најдостоинствено, во баланс со машката и женската енергија ќе кажеме не, доста, фала, пријатно и ќе си заминем да нашите односи се она огледало во кое треба да се огледаме и да видиме до каде сме, колку сме балансирани и до каде е нашата животна енергија и на што и на кого ја трошим. Ќе ја спомнам и сексуалната енергија и многу е битно кога ќе се спомне сексуалната енергија, какви мисли, чувства предизвикува, дали ве прави да се чувствувате усрамено, дали мислите дека тоа воопшто не е битно, голема работа, што има за тоа да се зборува, дали можеби ве прави да се чувствувате непријатно. Таа енергија е дел од нас и ни е дадена за да не прави живи, за да не прави жени, а не за да ја ставаме настрана, не за да ја потиснуваме, не за да ја ограничуваме и да не ја расфрламе, да не ја споделуваме насекаде, да не ја пренагласуваме, да не биде тоа нешто што е најбитно. Затоа што ако порано влијанието од нашите баби и мајки може да се третира како нешто за што не се зборувало, како нешто што било во ред да биде потиснато, особено колку жената е повозрасна, како нешто за што се подразбира, тогаш денес, особено под влијанието на медиумите, се повеќе се истакнува и вулгаризира. Таа женска сексуалност не треба да биде агресивна, нападна, преистакната. Значи, сексуалната енергија, животната енергија, творечката енергија, креативната енергија. Ако тоа го потиснуваме, тоа се забележува не само во односите кои што ги остваруваме со нашите партнери, туку и во нашата креативност. Тоа не мора да се спектакуларни креативни дела, може тоа да се огледа во квалитетот на секојдневното живење. Сексуалната енергија и кај мажите, и кај жените е многу битна, да тече слободно, да се изразува, да се разменува. Дали го негуваме или потиснуваме тоа? И можеби ќе звучи клише, меѓутоа добивам некоја желба да кажам на крајот, ако имате 3 од овие 7 симптоми, веќе е време да направите нешто за себе. Меѓутоа, и реално имам потреба да го кажам тоа, ако ги препознавате дел од овие симптоми или повеќето од нив во одредени ситуации, затоа што тоа на сите ни се случува, меѓутоа ако подолго време се заглавувате во нив, тогаш е време да поработите на нив. И ако не можете сами, се разбира, како што и секогаш велам, побарајте стручна помош и поддршка и почнете од таму. Уште еден знак и симптом е дали ви умеете да барате, дали умеете да примате или постојано сте во некоја енергија и улога на давање, давање и давање. Многу е важно да даваме, се разбира, меѓутоа да умееме и да примаме комплимент, убав збор, помош, поддршка, љубов, пријателство, се она што ние ќе избереме да го примиме и прифатиме и од оние луѓе од кои самите ќе избереме. Се надевам дека сите овие знаци и симптоми ќе ни помогнат да освестиме нешто кај себе и да поработиме на нив. Ви благодарам што сте тука, ви благодарам за издвоеното време. Ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, приклучете се на каналот или стиснете subscribe и со нова тема се гледаме наскоро. Се најубаво, имајте убав ден.